Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Што да вежба? Да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Здраво, пријатели! Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и многу ми е драго што имаме интеракции, што некои од вас можеби се срамат па поставуваат прашања во инбокс или приватно, некои од вас можеби ме инспирираат преку хаштагот кој што го објавуваме Ask Јосиф. Она за кое што денеска ќе зборувам е прашање поврзано со луѓето кои што се во работен однос и луѓето кои што сметаат дека нивниот работен однос и работните обврски се главен причинител за тоа да немаат време можеби да си посветат повеќе внимание на себе, односно да немаат време да посветат малку повеќе внимание на начинот на живот и исхраната која што имаат за време на работа. А тоа што значи? Прашањето беше дека што треба да правам во додека сум со работни обврски и што да јадам додека сум на работа. Искрено, супер прашање и супер поттикнување, инспирација за темата за која што зборуваме денеска, но она што би требало да биде клучното прашање тука не е што да јадам додека сум на работа, туку што ќе се организирам да направам за да однесам на работа додека можеби не сум на работа. А тоа значи дека луѓето кои што сте во работен однос, јас знам дека можеби поради премногу работни обврски, поради тоа што можеби едноставно приоритетите да се заврши нешто додека сте на работа се поголеми од приоритетите да тоа посветите време на себе, се практично и причина да не направите некаква промена. Но многу од нас немаат никаква организација со времето и многу од нас воопшто не ни помислуваат што ќе прават утре. И повеќето од нас, доколку имаме можеби, доколку единственото време за да јадеме е на пауза, и тој можеби пола саат до саат кој што го имаме во работното време, најчесто избираме да изедеме нешто што е најбрзо. И најчесто велиме дека сега немам време да одам да купувам нешто посериозно или да правам затоа што ме чека работа и нормално е дека со таков став и филозофија и такви околности моментални ќе избереме нешто кое што е брзо, а не толку квалитетно и не толку здраво. И многу од луѓето, јас знам дека живеете во еден таков круг и тоа ви се провлекува секојдневно и таа неорганизација на време се провлекува секојдневно. Затоа клучното прашање е што можеби вие ќе направите денеска, од вечер, попладне или било кога што вие мислите дека е добро време за да се организирате, за да го јадете утре. Со многу од луѓето кои што јас работам, повеќето од нив се во работен однос и повеќето од нив имаат работни обврски. Вклучително и јас имам многу работни обврски и имам динамичен живот. Но тоа не значи дека немам време да си посветувам на себе. Сите имаме 24 часа и прашање е како си го организираме времето. Тоа значи доколку треба да си ги организирам своите оброци, можеби само она што ќе го направам е многу едноставно, а тоа е да можеби си обезбедам некакви јатки овоши или било каков, не знам, јогурт и нешто што е многу едноставно за транспорт и носење или чување во фиока или во фриџидер на работа, за да кога ќе дојде време да имам оброк, а моментално имам работни обврски, да не го најдам изговорот дека и сега немам време ја да одам да купувам или да правам нешто, туку едноставно ќе имам нешто на дофат што може и да го јадам додека работам, а повторно да биде здраво и квалитетно. И на тој начин ја ви гарантирам дека секој од вас може да обезбеди добар поедок и квалитетни редовни оброци и доволно пиење на вода, бидејќи се останато е ама и такаков изговор. И искрено јас ви го разбирам, ама воопшто не ви го прифаќам. Ви го разбирам затоа што јас сум ги имал истите изговори, јас сум живеел можеби со немам време зборот, но пак ќе речам, ваше кога ќе одлучите и кога ќе си ги тргнете тие изговори, кога ќе најдете време за да се организирате, а верувајте, таа организација можеби е пола сат за цела недела, бидејќи она што како оброци на работа кои што вие може да ги имате, се многу работи кои што се достапни и се купуваат во маркети, јаткасти плодови, овошја, сушени овошја, јогурти, протеински барови, здрави и квалитетни бонжити, можеби зеленчук и салата која што можеби ќе си ја направите за да ја однесете на работа, па
можеби и готвено јадење кое што може да си го спакувате и така натаму, значи има милиарда опции како може да си обезбедите добри оброци на работа, затоа не се фаќате во лагата дека нема време и дека не знаете што да јадете додека сте на работа и дека луѓе кои што имаат работни обврски на динамичен живот не можат да изгледаат добро, да имаат доволно енергија и да се хранат добро. Можам да ви покажам стотици луѓе кои што тоа го прават, а се во работен однос, затоа пак ќе речам на крај вас, кај вас останува одлуката и вие ќе се одлучите можеби дали ќе барате изговор или ќе се ослободите од него. Така да, тука ве поздравувам, се одјавувам од денешнава епизода, ви посакувам здрави, квалитетни животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!